Дистрикт, Цивил прес студио, интервју на Зоран Иванов со Столе Наумов. Столе Наумов е новинар од занает. И што се вели, по верност, по душа, по посветеност на новинарската, на журналистичката професија. Меѓу колегите ценет како високо морален професионалец во она вистинска смисла, во она етичка смисла на зборот. Деценискиот стадион, тој двочасовен радиски саботен Хајд парк на популарното канал 77 е бренд на ова национално радио и бренд на македонскиот медиумски простор воопшто. Столе Наумов е проследувач и на македонските политички и општествени премрежија, инивен, отворен, објективен, реален критичар, по правило власта, било која, не ја милува многу и затоа е ценет и како слободоумен новинар. Но тој баш и не обрнува внимание на тоа, на таквите своји професионални комплименти, патем и мој субјективен суд е дека онака како граѓанин е повеќе наклонет на левичарската идеологија, но нека ме демантира во текот на овие 30 минути на Дистрикт, како и да е. Уште еднаш ќе повторам, тој е објективен критичар на секоја власт, а власта е секогаш, нели, по новинарската дефиниција, област поле за критика, предмет на критички новинарски обсервации, горниве констатации. Еве се само мал повод и мал вовет во овој разговор со новинарот и уредник и со соговорникот на Дистрикт, Столе Наумов. Добро дојдовте во Дистрикт на Цивил прес студио. Па, кој е Столе Наумов? Од каде првиот, од кога и зошто токму новинар? Добро, Венајров, многу интересен вовед, ама како да е за награда за животно дело. Коментарот за воведот да го оставиме за на крај на емисијата или за после емисијата уште подобро, но ако има нешто да ме демантирате во најавата, од каде се, Столе? Кој сте, од каде сте? Како паднавте во новинарското поднебие? Толку уве збори да човек му стане така непријатно. Јас не сум навикнат да ме фалат. Ке пуштиме ова фактура со жиросметка за ЕПП, затоа не се грижите. Ве молам на прашањето. Обично сакам луѓе што ме критикуваат. Ме учеше еден пријател, што студент бев. Пази се од луѓе кои што те тапкаат, те фалат, тие сигурно нешто сакаат од тебе. Столе Наумов, имам уште 25 минути и биди сигурен, таму ќе паднат и критики на твоја сметка. Новинар од каде? Тоа беше некоја природна насока, сама од себе. Во средна школа имаше новинарски секции, членував, пишував како средношколец во некои рубрики, во Млад борец. Имаше вестник еден средношколски во Штипскиот дом на млади, во кој што пишував некои текстови и читав. Јас израснав со нин, со Данас. Многу често наставниците кои ме прашуваа кај ти е чантата, односно кај ти се книгите, јас само вестник носев со мене. И плюс не ми се допаѓаше, ја учев математиката, ама имав некоја одбивност, од кои причини не знам ни самиот ден денес. Медицината исто така немав, можеби стомак за тоа. И општествените науки беа единствен избор и не се ни двоумев кога се запишував на факултет. Значи, добро погодив на почетокот, да. Изворен новинар. Така е. Ако некој се му отиде мислата натаму уште во средно училиште, обично тука последните 2-3 години се одредува едната професија. Бев и во драмска секција, изборот беше или на ФДО или новинарство. Испада на крајот комплицирано. Добро, но ако имаш и дарба за глумење, има ли глума во новинарството? Во твоето новинарство? Има. Во твоето новинарство? Има не за да злоупотребиш нешто, туку некојаш мора да одглумиш на соговорникот дека го почитуваш. Не го разбираш. Не, и дека го разбираш и дека го почитуваш. Знаете, јас многу луѓе и вие од овие што се на политичката сцена не можеме да кажеме дека ги почитуваме, ама заради тоа што таква ни е работата, кон секого мораме да искажеме почит со тоа што прашањата зборуваат
за тоа ние што мислиме за него, како се однесуваме кон него, кон тоа што го работи. Колку сме толерантни, колку не им попуштаме, колку инсистираме на одговори, Така е. колку не им дозволуваме да ги избегнуваат одговорите, а се надлежни за нив, во таа смисла. Да, во начинот на поставување на прашањата е глумата. Нема лоши прашања, има лош начин на поставување на прашањата. Значи, да не покажуваш нервоза, иако некојаш и ти доаѓа да покажеш нервоза кога те лажат, кога вртат, кога не ти ги одговараат прашањата. Значи, тогаш мора да бидеш трпелив, мора да одглумиш дека почитуваш и да го повторуваш прашањето на еден фин начин, така на историја. А и кога е човек новинар на новинарска задача и приватно ако не е добро расположен, не му Треба се да се сипе на насмееш ред, некогаш, да. треба да глуми дека е добар. Тоа веројатно и таа дарба ти помага во Значи, во во делот таа на насока си. потребна е глуба, меѓутоа во другото глуба воопшто не треба човек ни да помислува, туку треба Столен да се Умов, држи на вистината. за малку ќе бевте кандидат и бевте вторна листа, ќе бевте и председател на Сдруженијето на новинарите на Македонија, тоа е сепак престижна функција новинарска. Ќе беше ли Сдруженијето малку поинакво отколку што е сега, ако беше Столен Умов председател на ЗНВ? Ќе беше секако дека ќе беше, секој човек си има свој печат и имав јас поинаква програма, по-агресивна, по-продорна, по-широка лепеза која што опфаќаше многу повеќе действија, така да се изразам. Меѓутоа, од тој избор, јас само едно ќе кажам, бев многу разочаран затоа што наликуваше на партиски избор. Знаете, ние секојаш пишуваме за злоупотреба на службени возила во партиски цели. Тоа го имаше. Едно возило што го има Сдруженијето беше употребено во кампањата за другата страна, против мене. Не се лутам, не ни тужев тогаш, затоа што реков дека јас не сакам да видам проблем, јас сакам да видам решение. Што се случило, се Добро, случило. мандатите почнуваат и завршуваат. Програмата стои, може би треба некоја модификација или модернизација во однос на времето. Амбиции има ли Столе? Не сум многу се интересиран пак. Мене ми беше тоа интересно искуство. И така беше, што би рекле Штипјани Асазден ни текна на друштвото 2 дена пред тоа, ајде ќе одиме. И не ни лобиравме, не ни правевме кампања. Не сакав, ја не го разбирам тоа како избори партиски, туку како борба на идеи, на програми и кој што ќе каже, што ќе понуди, а луѓето сами. Забележувате на тој цел систем на избор и на организација на избор на председател на Сдруженијето. Всушност испадна лобирање по медиуми. Добро, но што купување значи тоа? гласови. Се инфицира новинарството и редакцијскиот живот од политиката или од партиите ли? Зоки, може би, ние па сме многу идеалисти големи, може би не знаеме дека секаде изборите се исти. И во новинарство, и во партија, секаде треба да лобираш. Јас не сакам да биде така и, не сум расположен и Добро, пак да го новинарството одам за разлика од некои други професии е најавната професија, што воопшто постои, нели новинарите имаат можност кои се во редакциите секојдневно да бидат на телевизија или да пишуваат во весник, да се јават на радио и така натаму. Од тој аспект и влијанието е големо. Затоа велам дека и престижна и професијата и функцијата и одговорна во секој случај. Да, во секој случај. За тие допрени точки со политиката, ја ќе го парафразирам Милич. Горан правев интервју и го прашував, тој беше активен уште тогаш, водеше дневник на Хрватска телевизија и го водеше на свој начин. Да, не треба да се објасни кој е Горан Милич за повозрастната публика, за помладите, тој е новинар од Загреб, телевизиски, така со добар багаж новинарски квалитетен. И поинаков, поинтересен, секојаш беше различен од другите. И, велам, во политика не влегуваш, он беше пред пензија. Вели, можам во политика да влезам само за избори за Европскиот парламент, кога Хрватска ќе влезе во Европската унија. Хрватска влезе, он не влезе во политиката. Зошто прашувам? Затоа што сепак таа дистанца ја има таму. Јас не сакам грда политика, не сакам валкана политика. Колку да ја вртиме работата, политиката е трговија. Епа и колегата Милич треба да знае дека нема чиста политика. Докажано е и во најдемократските држави. Ајде да се вратиме директно на Столен Умов и на неговата непосредна работа. Столен Умов е стадион или стадион е Столен Умов? Да појаснам за неупатените, повторно за помладите.
евентуално, дека стадион е двочасовна радиска емисија саботна од 10 до 12 часот на популарното национално радио канал 77 и тој Хајд парк на Столен Умов и од тука и прашањето, бидејќи бренд е самата емисија, ќе ни појасниш колку години, но и бренд е самиот водител Столен Умов со известни паузи, еве се повторно се врати една од најслушаните радиски емисии. Ти си стадион или стадион е... Па и јас сум стадион и стадион е Столе, меѓутоа стадион е нешто повеќе, стадион е канал 77, во стадион голем удел имаше и покојниот Горан Гаврилов, екипата која што повремено исто така го работеше, која што и ден денеска помага, тука се Весна Коловска, тука е Тони Михайлов. Меѓутоа идејата, името, кумот сум јас и почетоците секако се мои. Стадион имаше едно природно растење и развој, почна од локално радио, кога канал 77 емитуваше програма само на ниво на Штипскиот регион. После тоа одеше во Источна Македонија, па одеше низ цела Македонија. Почна со локални комунални теми. Како се ширеше концесијата на национално ниво, така растеше и стадион. Така и форматот и темите се менува. Почнавме од локални, од улици, чистење. И тие може денеска да бидат пристойни, да завршивме после со висока политика. Стадиони одеше 2 пати неделно, сега оди само еднаш. Одеше во понеделник и во среда, ако не се лажам, исто така од Сабајле, после тоа го стокмивме во сабота доди. Инаку стадион, лајт мотивот на стадион, секако е Хајд парк. И баш ми беше драго кога бев во Лондон, шетав една половина сат и гледам. Што значи стадион? Столен Умов е на теренот играчот, ние другите сме публика и навиваме, свиркаме или аплодираме, зависи од ситуацијата, од темата. Така, зависи. Исто да, како стадион, концептот е сите сме ние обичните граѓани, па и новинарите на трибините, а овие политичарите, бизнисмените, општествениците, оние јавните личности, тие се на теренот. И во зависност од тоа како играат, така и реагираат трибините. Да, на почеток спомна дека водителот на Дистрих, конкретно во оваа денешна емисија, многу го испофрли својот гостин, нели, конкретно се однесува на тебе. Вака јас да си останам доследен на зборот, нели, да бидам малку построг, отколку што допушта колегијалноста. Делот од јавноста на стадион, слушателите, и јавно ти забележуваат дека према во однос на некои постојани јавувачи на телефон слушатели си премногу толерантен. Например, едниот е од Прилеп, другиот од Битола, имаше еден од Штип, од Кавадарци и им остапуваш и предолго простор, а тие од емисија на емисија узурпираат или грешам и ти одземаат премногу драгоцено време и за други слушатели од причина што темите им се главно исти, дизајнот им исти на критиката и така натаму. Имаш ли нерви тоа да го изслушаш? Зошто си толку толерантен? Значи ли тоа дека си нетолерантен кон другите нестрпливи да дојдат до телефонскиот број и до етерот? Кога сме ке стадион, јас моравме сега обратно да го пофалам Зоки Иванов, затоа што Иванов имаше прва емисија, беше бара минута или Хајд парк на Македонско радио. Да ги подсетам гледачите. Па видите, подобро да сум толерантен кон слушателите отколку кон политичарите. Значи, не треба кон тие од кои што ни зависи судбината, од нивните потези и од нивното владење. Подобро кон нив да не бидеме толерантни, а кон слушателите зошто да не бидеме толерантни? Меѓутоа, јас не сум толерантен во смисла на тоа дека ги пуштам они да пропагираат, да зборуваат бескрајно, да имаат своји тиради. Јас ги прекинувам, јас сакам да разговарам со нив. И целта ми е да се рчкам со нив. Целта ми е да му дадеме до знање на тој што не слуша дека дебатата е најдоброто нешто за здравјето на демократијата во една држава. Значи, тие доаѓаат со своји ставови, меѓутоа ќе го подпрашаш нешто, ќе го вратиш назад, ќе го прашаш кај работи, за да тој што слуша свати зошто му се на него такви ставови. И на крајот на краиштата ретки се тие кои што искрени идеолошки ставови имаат. 99% за жал во овие 30 години тие ставови на тие што се јавуваат, па и на политичарите, се конјунктурни, зависи од конјунктурата. Зависи дали од некој добил решение, работа,
зависи дали неговата керка, неговиот син се вработени. Значи, на крајот на кришто, па и тоа е добро. Ова околу Луѓето се диалогот прагматични. со слушателите, таа интеракција му помага ли на Столен Наумов како водител за да се надградува себе, како повратна информација од слушателите, како повратен бран? Видите, особено за некои теми. Мислам на пулсот на граѓаните, на тие луѓе што се... Патени слушатели, знаете, има слушатели кои се редовни. Зошто, ако може во некои емисии постојано исти луѓе, например, има таков концепт. Например, Мариш го има тоа, го имаше порано и кај нас. 5 души кои што дебатираат на различни теми секоја недела, ме разбирате, интелектуалци. Зошто одредени слушатели да не бидат во таква функција? Меѓутоа, лепезата е многу поголема, особено кога има некои стручни теми, тогаш се јавуваат и упатени слушатели. Еве како сега за сообраќајката, ќе се јави некој кој што има 30 години искуство од транспортна фирма, кој што е шофер и кој што ги знае сите цаки во сообраќајката. Обично треба да се проверуваат информации некои ако излезат од неидентификувани, што се вели... Така, меѓутоа има една голема разлика меѓу радио слушател и меѓу Facebook, социјалните мрежи. Facebook се страшни тие коментари за среќа на радио и на телевизија, кога се јавува некој гласот го идентификува и он внимава, он е културен, он е пристоен, без разлика какви му се стават. Друго е чувството. Да. Еве, допревме малку поопшто сега за новинарството. Столен Наумов, што мислиш, каде е, на кое скалило е денес македонското новинарство во однос на твоите почетоци и каде се движи? Дали интернетов го дорасипува или интернетот може би му дава шанси да биде уште постегнато, поодговорно, посилно? Како и во секоја друга технолошка иновација, има големи предности, како со динамитот, ама Нобел никогаш не мислел дека, и затоа е восстановена Нобеловата награда, никогаш не мислел, не верувал дека неговиот проект ќе направи такви грозотии ни светот. Ќе биде користен за војни, он мислел дека ќе биде користен за добробит на човештвото. Да, само за рудници. Да. Така да и интернетот неверојатни можности. Меѓутоа, како и секоја технолошка новина, треба време да помине за да тоа некако биде не стегнато, туку демократски повеќе профилирано, а не во функција на одредени центри на моќ, во функција на одредени, за жал, највеќе фейк ньюс, највеќе лажни вести стигнуваат токму од тие политички центри на моќ, од бизнис центри на моќ. Обичните луѓе ретко тоа го прават. Еве, земете го примерот и со Велешаните и со Трамп, изборите. Значи, секојаш некој ги чита многу добро тие лоши страни на интернетот, што треба да бидат добри, ама ги прави лоши, ги злоупотребува. По правило и автентична вест, ако е условно да речем лоша вест, несреќи и така натаму, побрзо се шират, предизвикуваат побрзо внимание отколку добра вест, нели? Кој ќе речеме дека струјата нема да поскапи. Интернетот е страшно добра работа, меѓутоа и страшно лоша работа може. Добро, како редакцијата, еве конкретно психологија влегува. Твојата редакција како се справува со еве такви назнаки на лажни вести? Па во една таква емисија, на пример, проверката е да видите цело време ние некои кампањи сега слушаме медиумска писменост. Да, потребно е тоа. Меѓутоа, јас мислам дека непотребно големи пари се истураат само за медиумска писменост. За да се подобри медиумската писменост, треба писмени вести, писмени информации да се пишуваат. Значи, треба да се инвестира во новинарство, треба да се инвестира во редакции, кои што вистински го работат тоа што го работат. Добро, но еве имаме редакции цели во портали, но имаме портали во кои нема импресум, не се знае ни кој е собственик, ни кој е потписник, ни кој одговара и така натаму. Македонија дали си 4-5 портали кои што се така може да се каже дека се медиуми. Другите се 99% копи-пейст. Па дури еве неколку пати правевме некоја штих проба и во Мија го правеа тоа и во други веста со погрешен наслов ќе напишат. Значи, не го проверуваат воопшто, никаков напор не вложуваат. Значи, некоја инертност, инерција некаква, неработливост. Не знам, овие помлади колеги, тука ми беше живи и здрави, се писмени во одредена област, на друга област, некои многу се брзи, немаат трпение и сакаат брза храна, мрзливи се. Такво е времето. Иницијалното прашање всушност беше која е разликата од новинарството кога Столен Наумов почнуваше или првата своја деценија, нели, првиот стаж, и новинарството денес
Дали е повторно излезели од режим, дојде ли слободата или е повторно под некој режим? Кажав неколку примери. Ние всушност како бројка имаме плурализам, а како содржина немаме плурализам. Тоа е проблемот. Споредите ги вестите на трите главни телевизии во државата, дали една-две вести се разликуваат. Темите, настаните се исти, значи дајте нешто, измислете друго, дајте нешто споровозно, дајте нешто истражување, дајте некоја поинаква До тема. парите ли е? Кошта ли тоа повеќе? Мислам Бара дека тимска работа? и до парите, ама и до Организација? 15 години се случи еден страшна дупка, страшен гап во новинарството. Овие млади генерации, тоа што е ненормално во новинарството, за нив е нормално. Например, нормално е некој од политичарите да ти каже какво прашање да му поставиш. Нормално е да ти кажат од некој центар какво прашање да... Нормално е и пропагандата е новинарство. Нормално е Добро, но кога почнуваше Наумов, беше ли тоа нормално? Немаше шанс. Ние бевме учени, ама такво треба да биде образованието, да бидеме трски. Јас сите деца, сите колеги што поминале, некаква сега да не биде претенциозна наша школа, прво што ги учевме веднаш во оган да влегуваат и второ да бидат дрски, да бидат критички настроени кон јавноста, кон појавите, кон настаните и кон личностите, особено ако се политичари. Пристојно дрски. Сега, не да се навредува. Значи, има начин за тоа. Добро. Знаете, какво прашање сакате поставите, ако поставите на фин начин, со насмевка, а поготово и ако е девојка, тој ќе се... И шармот е, значи, во прашање. Видиш, не сум размислила на таа линија, но добра идеја. Има ли уредници? Ние имаме млада генерација. Какво и да е образованието? Паметни, образовани, со интернет, подлога. Проблем ли е во уредниците и во насочувањето на младиот новинарски кадар во новинарската професија? Имаме ли уредници во воопшто? Еден мој пријател секојаш велеше вака. Ако не знаеш што е проблемот, следи ги парите. Проблемот, слободен човек, за да бидеш, треба да бидеш екзистенцијално слободен. Односно, да бидеш обезбеден, да не можеш да мислиш цело време на тоа дали ќе го скрпиш месецот или да мислиш на тоа што го работиш. Добро, значи, и во парите е проблем. Но дозволи ми сега да не се согласам со оваа констатација, од проста причина, например, да сте лекар-хирург. Може платата да доцни, но вие вашиот пациент ќе го скрпите најпрофесионално, предпоставам, нели? Тие две теми, новинарската професија исто така како одговорна професија, нели треба да се раздвои малку? Точно е, социјалната скала на новинарството е на многу ниско ниво. Сега ја кажа вистината и го кажа исто тоа што го велам. Лекарите земаат мито, например. Што треба и ние новинарите да земеме рекетари да се претвориме? Добро, не верувам дека сите лекари земаат мито. Јас немам такво искуство. Малку е по-комплицирано, меѓутоа, мој став е дека во една мала држава со јазик на толку мало ограничено говорно подрачје што се зборува, за здравјето на демократијата и за здравјето на оваа нација, за здравјето на нејзиниот идентитет, со кој што толку се удираат во гради сите тие националисти, политичари и така натаму, мораме да воспоставиме еден фонд кој што ќе финансира медиуми. И тоа не било кој содржини, туку информации. Имаше државата, владата такви идеи? Имаше, ама не на тој начин. Мора да се избегне субјективниот фактор. Значи да биде некој автоматизам. Што значи тоа? Секој медиум да добива одредени пари, но под услов, например, еден од критериумите биде број на вработени, редовно да дава плата, да има пристојни плати. Понатаму, да има пристојни услови на работа. Значи сето тоа во една критериумска листа. И во основа јавниот интерес до израз. Да произведува одредени содржини кои што мора да ги емитува во прайм тајм. Сега онако е луд, нека прави лоша програма, нека се го руши сам рейтинг. Да, и да имаат соодветен квалитет. Со тоа што секој медиум ќе си има грд зборија досија, ама ќе си има одредена историја, и ако он во текот на една година, например, условно зборувам, тие работи може да се дотерат, прави говор на омрза, прави лоши работи, не исполнува одредени. Ќе изгуби лиценцата за донација државна. Наредната година нема да добие пари. Тоа сакам да кажам, лиценца за пари. Има начини, значи тоа да биде по автоматизам. Ова е истрнато од твојата програма кога конкурираше за прв човек на го имав тоа во предпоставам. за нам има се уште некој отпор кон пари од државата за медиуми и јас го разбирам тоа затоа што од времето тоа 10-11 години, 12 на Груевски,
дувавме на сеживо за да тие пари беа стварно Пака тие пари не се на државата, државата сервисира со тие пари, но може би треба некое независно тело кој ќе ги дели парите, државата нормално тие народни пари ќе си ги буџетира. Горов, проблемот со миграцијата е мене не ми зошто дали е тоа проклество само во Македонија. Во други држави прашувам, сепак има пристојна бројка на студенти на факултетите по новинарство. Кај нас последните години Штип последните 4-5 години ни во Скопје нема ниту еден студент. Во Скопје се тепаат за како се вика односи со јавност, PR, за медиуми, за новинарство. Така, до пред 10 години по 60 студенти на секој факултет имаше. Новинарството не е веќе професија која што може да ти обезбеди кариера, може да ти обезбеди така младите ја поимаат. Добро, ама нели е до новинарскиот авторитет во крајна линија, до рейтингот на медиумите, Сигурно имаме ние голем улога. Јавноста веројатно има впечаток дека едноставно медиумите, редакциите служат на Иванов, новинарството нема да изобре кој колку сака да збори, затоа што секогаш и во таа целосна атомизација што ја предпоставува интернетот во иднина секој да си биде сам новинар, сам уредник, ме разбира. Пак мора некој што ќе биде опитен, што ќе знае што е фест, што ќе знае. Интернетот на едината бара писмени луѓе, аналитичари кои ќе знаат. Дојде до поентата што јас како прашање сакав да ја формулирам. Значи имаме ланец во редакциите, како функционира воопшто македонското па и секое новинарство. Имаме најмлад репортер, уредник, главен уредник, програмски директор, менаџер директор, имаме собственик. Каде е скинат тој ланец што е под некоја тензија новинарството, ја нема слободата, ја нема таа потребна критичност. Ланецот, проблемот е во тоа што ланецот не е скинат. Ланецот е многу цврст и секогаш на прво место го става собственикот. Мора да постои одвоеност на собственичката и уредничката политика. Ние имаме дури во законот за медиуми има еден дел таму, треба статут и меѓутоа ништо тоа не се почитува. Значи мора тие работи да се одвијат, што е бизнис, што е корпоративна одговорност, лојалност, е друга работа, што е новинарство и објективност е трета работа. Треба да сватат конечно кај нас бизнисмените дека објективното новинарство, професионалните стандарди се леки за нив. Зошто го велам ова? Затоа што ќе дојдат во ситуација они тоа, на пример, што можеби го правеле некогаш и за кое што притискале медиумите да не пишуваат. Сега ќе го прават некои други кои што ќе им се доближат со бизнисот, ќе им бидат нелојална конкуренција, ќе дојдат во ситуација да они не молат нас да бидеме објективни. Ако било што се направи, они први ќе бидат тие што ќе ни ја дадат информацијата за да си го заштитат бизнисот, за да си ја заштитат објективноста. Они треба да бидат тие што треба да внимаваат каде рекламираат, затоа што не може ти ако градиш 50 години, еве, ние ќе дојдеме некој бизнис тука да има 50 години традиција. Ти да ризикуваш своето реноме да го продадеш и да се рекламираш во медиум кој што шири говор на омраза. Ти да произведуваш производи кои што се продаваат и на албански пазар и го купуваат производот и турци, а ти да ловиш да пушташ реклама во медиум кој што шири говор на омраза према албанците, према турците, према властите. Значи тоа се случува во светот. Многу рекламата бега веднаш од личности кои што се имаат, например, несоодветно однесување. Веднаш се прекинуваат сите договори. Земете го Вуц, земете Шарапова, сите рекламери избегоа откако излегува информациите дека он имал некои сексуални злоупотреби. Тамо Шарапова дека користеше допинг. Веднаш се повлекува. Срамота е бизнис добар да рекламира во медиум кој што не е. Сепак пазарот ќе го дисциплинира македонското новинарство. Проблемот е што нема пазар во Македонија. Псевдо пазар имаме, во кој што кажува партии кај ќе се рекламира. Дојдовме некако до уредувачката политика. Кој е главен во редакциите генерално вака во Македонија во уредувањето? Политиката, партиите, собственикот, бизнисот, уредникот, настаните? Знаете како е, слобода може да има, ама независност целосна многу тешка. Секојаш некој од нешто е зависен. Значи, имаме ситуации кога не е проблем рекламата да ја земеш и да не пишу, да ја фалиш фирмата која што дава реклама кај тебе. Проблемот е што треба да молчи за неа. Некогаш, понекогаш. Знаете, има една интересна случка, во едно интервју гледав тоа, Тедесци,
така се викаше хрватскиот бизнисмен, го прашуваат зашто има многу пари, е еден од најбогатите Хрвати, зашто не направи он телевизија? Зашто не направи медиум? А вика, шта ќе ми телевизија? Ја годишно вика давам сигурно по неколку милиони евра реклама по сите телевизии. Моje су све телевизии. Мислам дека се случува нешто слично на некој ниво и кај нас, горе-доле? па не во толку вулгарна. Тоа за меѓутоа се случува, но во главно јас пак ќе повторам тоа. Тие медиуми кои што рекламираат, тие бизниси, тие компании кои што рекламираат, треба да сватат дека рекламирањето не е трошок. Но тоа по економија, тоа се учи, ако се економисти треба да го знаат. Некои компании веќе го разбраат тоа, веројатно. Не истекува времето, но Столе Наумов, Канал 77. Ова да го завршам само исто хрватски модел. Колега еден кој бев во Советот за радиофузија, вели па вие немате никаква проблема. Ние се жалевме на политичарите, вие вика доправо ќе имате проблем. Зошто? Вика во Хрватска можеш да плюкаш по кој сакаш политичари. Они вика се навикат и дека штом си. На повисока позиција. Да, вика тоа е нормално, вика. И таму вика ретко сега не можеш да најдеш кандидат за министер, вика, никој не сака, вика, многу е прозирно, вика, многу е големо светлото на медиумите и на јавноста, вика. Тоа е, значи ли дека во позадината на политиката сепак стои бизнисот? Да, меѓутоа друго ми кажа, вели, ајде, вика, отиди во Хрватска, вика, напиши нешто против банките, вика. Имено тоа е прашањето. Значи, сепак, они се можеме да кажеме на едно скалило повисоко. Да, еве. Ама и они не се толку високо. Да констатираме ситуација. Еве тема. Значи, станува збор за еден термин кој се вика комерцијална цензура. Комерцијална цензура има повеќе насоки. Едната насока е, значи, објавуваш нешто што е, тоа се ризиците и опасностите за новинарството. Објавуваш нешто што е жолто, што е сензационално, што ти носи кликови. Тоа е една голема опасност за новинарството. Затоа што работи кои што се проблеми, ретко кој сака да слуша, луѓето си прават, градат механизам, некој одбранбен и нека да читат такви работи, нека да гледат, сакат до колица. Тоа е едната опасност. Значи, објавуваш само тоа, жолто, голо, само тоа кое што носи кликови. И втората опасност е комерцијална цензура во смисла на тоа што го кажа претходно. Тој што ти плаќа, не мора да го фалиш, ама подобро молчи за него. Бизнисот го замолчува новинарството. Столе Наумов, останувате последна станица ли е Канал 77, правевте излет малку во регулаторни тела, натаму амбиции? Па нема поубав медиум од радио, поготово сега кога таа технологија, тие предности на технологијата веќе платформите овозможуваат да нема разлика во медиумите. Значи, порано, ако имаш телевизор, имаш телевизија. Сега, телевизорот е еден апарат кој што ти отвара милион платформи, ме разбираш? Значи, на телевизија, на тие смарт телевизорите, можеш и радио да слушаш, можеш и интернет портали да читаш, можеш и Netflix, можеш и Glade TV, например, овие нашите сега, Netflix, македонски. Така да, таа мултимедијалност е еднината на... Затоа што сите истражувања, гледајте ги, радиото никош нема да изумре. Во автомобил, во јавен простор. Мене ме нервираат тие истражувања, само 7% слушале радио. Не е точно. 100% слушаат. Макар и подсвесно. Отидете во некоја бензинска пумпа, отидете во болница, отидете во аптека, отидете кај сакате, секаде свири радио. Слушал, не слушал радиото си работи. И таа подсвесна реклама, тај се малку си направам реклама на радиото. Меѓутоа и телевизијата не е, линеарно телевизијата, како порано. Знам, во 8 сат има серија и чекам да ја гледам. Градчето Пејко. Сега имаме враќање, имаме на интернет, значи платформите направија обединување на сите медиуми и радиото е телевизија сега. Ние сега почнаме со камерите пред неколку години, меѓутоа во Италија, во Америка, радијата имаат камери ставени. Во секој студио камера и секој репортер радиски на терен веќе има и камера. Битна е содржината, контентот. Имаме уште А луѓето сами ќе се избираат што ќе се гледа. Имаме уште само 90 секунди. Манда. Кафулето Манда е новинарско село, може ли така да го наречам,
се Па и дебатира... може селото, и највеќе се од внатрешна ставува. Не мислев на тоа, но се едно и да се однатрешно. Има полемики, конфронтации, има лутења, има мирења, што се случува во политички жаргон, како ферментира тоа друштво во Манда. Тоа е еден брейнсторминг неверојатен, значи таму има и кавки. Имате ли лидер? Кој ви е лидер таму? Лидер са сите, нема, ние сме демократска. Меѓутоа, кога ќе треба нешто, ја координирам така. Инаку, изворот на Манда е Галија. Со Фуфо и со еден... Мислиш на новинарските дебати, да? Да, како дебатен клуб и името на Четврто друштвото беше е очени зависници, друштво на очени зависници од политика. Меѓутоа, толку луѓе има, сите лидери имаат доедено таму, председатели, премиери, и најголем дел од нив се чуделе како може толку шаренило да се најде на едно место во една ваква партиски поделена држава. Представници на толку различни уредувачки политики во влијателни македонски медиуми. Да, и вели како успевате да ги соберете на исто место толку различни луѓе. Без разлика на идеологија, ли е тоа да се должи разликата на прагма, на медиумот кај што доаѓаат вежи коња, како беше ти газда каже, ама вели симпатично, макар што имало кавги со нив, но никој до сега не нема одбиено да дојде. У последно време не ги правиме затоа што некогаш некои работи изгледаат и малку така беспредметно. И ковидов малку измести некои ситуации. Овино дополнително. Кафето поевтино ли е за вас таму? Што вели собственикот? Не е битна цената на кафето, битно е друштвото. А секако дека не е скап. Морам да му одадам почити на еден реномиран член, така да се изразам, на тоа друштво. Адем Кочан почина пред неколку дена, неверојатен човек, ерудита, успешен бизнисмен. Значи, од самите почетоци на ова друштво во Галија беше... Значи, Галија почнавме, после тоа на базен воен имаше таму еден ресторан кафана. Едно време правевме некои излети во Маршал, кај Маршалот, и тука сме веќе 10 години. Значи, на купче новинарската уредничка фела може да се начека тука во Манда и за фалби, за критики. Ма не само дебатите кои правиме, него секој ден таму поминуваат луѓе, ама обично најчесто поминуваат кога се во опозиција, кога се на власт нешто. Немаат време. Дали се плашат, дали некако како да им е заобиколуваат. Неверојатно се посветени на својата работа во институциите. Да, може, не мислам така. Дистрикт, Цивил прес студио, Столенумов, ви благодарам. Благодарам, Иванов, колега, благодарам.